Соларниот систем е современ метод преку кој се акумулира сончевата енергија за користење на многу цели. Но колку тоа е исплатливо да се постави и да се користи ги прашавме граѓаните на Штип пред камерите на Имне телевизија. Тие позитивно гледаат на ваквиот систем. Од една страна велат дека е исплатливо, а од друга страна дека е економично, имајќи во предвид дека на почетокот поставувањето чини повеќе, но сепак за повеќе временското користење финансиите повторно се враќаат. Знам дека мојот син користи и дека е благодарен од тај систем соларно грејење и ја мислам дека тоа е иднина на грејењето, така да речем, енергијата кај нас и сегде у свет. Ја иначе потрошач сум на електрична енергија, греем се на електрични. Не, па добар е, поекономичен е, поевтин е, исплати се за секого и за домаќинството и за фирми, у целина за се. Тоа е добра работа и у Западот тоа е одамна, сега кај нас е баш како почетнички, али тоа е многу убава работа. Покрај делумното мислење, други велат дека не го користат, затоа што не се во државата и истиот се користи доколку нема миграција, за да е исплатливо и корисно. Не, ние не сме тука преку целата година од државата и така да други кои има таму не сме и паднале на обед, пошто не сме тука и немаме интерес за да поставиме соларно и така. А еве, дали мислите дека добро функционира системот за поставување еве на соларно? Ева на? На соларно. Дали е добро да се поставуваат соларни? Не. У пракса со струјата Евана што правиме леверизации, потрошиш 5, стаса ти белешка 15, само тоа нашиот народ македонскиот трпе, ќуте и плаќа. Значи, тоа Евана, ама тоа си дозволуваат нашите. Иако инсталирањето на соларни панели бара одредена почетна инвестиција, нивните долгорочни придобивки се разновидни и богати, вклучително и намалување на трошоци за енергија, подобрување на ефикасноста и позитивно влијае врз животната средина. Затоа размислувањето за инвестирање на соларни панели во системот за складирање денес може да заштити пари и да заштити ресурси за светла иднина.